Светските асоциации препорачуваат најмалку 200 мг ДХ дневно за трудници. Каква е улогата на овој внес во поддршката на нормалниот невроразвој на плодот и во контекст на намалување ризикот од состојби како АДХД, нарушување од аутистичниот спектар, како и постпородилна депресија кај мајката? Значи, бременоста е посебна состојба. Тоа вие, она што би рекле, една состојба во која што мајката треба да внесе нутрициенти не само за себе, него и за плодот. Меѓутоа, нутрициенти кои што примарно се здрави. Омега-3 масните, вие у најавата кажавте дека, или на првото прашање беше како беше, вие кажавте дека во тек на бременоста мозокот расте фасцинантни проценти во тек од концепцијата до раѓањето. Видите, мозокот е чудесен орган, интересен, чудесен орган, кој што има неверојатно огромен број на синаптички врски, има огромен број на неуротрансмитери и има огромен број на неурони кои што бараат омега-3 масни киселини. Ако не ги внесуваме во тек на бременост, тогаш, значи, без оглед дали вие ќе кажете нутритивно, со храна или со суплемент, тогаш можеме да направиме проблем кај детето после раѓање да се појават одредени состојби кои што се врзани со дефицит на омега-3 масните киселини.